Добар ден. Добар ден. Како сте, добри? Добро, како сте вие? Да, благодарам, добро. Ете, се наоѓаме во околината на Прилеп, на една нива на која што има посејано пченица. Во контекст на случувањата во Украина и недостигот на жито, разговарам со председателот на Асоциацијата на земјоделци на Македонија, господинот Петар Стојковски. Господине Стојковски, во еден неизвесен период во кој што имаме војна во Украина и недостиг на жито, дали македонските граѓани треба да стравуваат дека ќе останат гладни оваа година? Временските прилики и она што се како прихрана дадени се можда не во целоста количина, меѓутоа сепак како земјоделци ни помогна и Господ. Тоа значи имаме квалитетни пченица, квалитетен јачмен и приносите че отприлика ќе биде на задоволително ниво. Меѓутоа без разлика што ќе биде на задоволително ниво, ние како Република Македонија немаме доволно количина за да се прехраниме во текот на цела година. Сепак ќе видиме зависно и од увоз на пченица, значи она што владата го обезбедува како дополнителни субвенции, ние треба да ги искористиме и да ги изголемиме површините под зрнести производи кои што претходно ги кажав, меѓутоа со оглед дека нафтата и останатите репроматеријали одат на мислам со многу повисоки цени, тоа значи дека она досегашно што е дополнителна стимулација, мислам дека нема да биде доволна за есенските посеви. За ова и за другите проблеми кои што ги мачат македонските земјоделци, повеќе во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Господине Стојковски, обилните дождови предизвика многу штети кај најголемиот дел од земјоделците во земјава. Кои култури се најоштетени и имате ли веќе некаква проценка за колкава штета станува збор? После подолг временски период што немавме дожд, сега последните дождови предизвика нормално поголеми оштетувања во земјоделието, посебно имаме оштетување во ранограинарските производи, имаме оштетување во лозарството, тоа е тутунопроизводството и во скоро сите житните производи, посебно култури, посебно кај јачмено. Меѓутоа, што е тоа, не можеме ние против природата ништо. Комисиите општински кои што се задолжени за проценка и увет на лице место, ние сме во комуникација и утврдивме дека се на терен и ги проценуваа штетите кои што се нормално настанати од градот и од дождовите. Ги спомнавте комисиите за проценка на штетите, кои се информациите кои што ги добивате од земјоделците? Дали ќе бидат доволни средствата кои што им се одобруваат за штетата која што им е направена? Да, значи општинските комисии излегува на терен, извршува проценка за штетата, меѓутоа се уште ние не сме на она ниво кое што треба да бидеме реално осигурани, па за да побараме мислам средства доволно по основ на оштетувањето. Сега можда ќе имаме ние одредена сума на обештетување и ќе имаме сигурно, меѓутоа со оглед дека компаниите, осигурителните компании не се доволно застапени во секторот земјоделие, така да нема да бидеме во целост обештетени према правата штета што е нанесена од страна на градот или дождот. Господине Стојковски, природните непогоди не може да ги спречиме. Еве гледаме дека поплавите се повторуваат секоја година и тие им представуваат дополнителен проблем на земјоделците. Не можеме да ги спречиме, меѓутоа веројатно може на некој начин да ги превенираме штетите. Но зошто и покрај тоа толку малку вложувате во заштита на земјоделските култури, а имам впечаток и дека многу е ниска свеста кај земјоделците за осигурување на земјоделските посеви? Делумично да кажеме дека свеста не е на највисоко ниво за да
за да сите земјоделци ги осигуруваме производите кои што ги посадуваме. Меѓутоа, наидуваме ние на друг проблем. Агенцијата која што ни е осигурителната компанија недоволно соработува со нас како производители на земјоделски производи. Или поточно, државата учествува 60% за исплата на осигурителната компанија, 40% самиот производител на производи, на земјоделски производи. Имаме недоразбирање досега, сега верувам дека веќе тоа ќе се надмини и е надминато. Ние од кога ќе ги платиме тие 40%, наидувавме, ќе одиме во компанијата, вика да, вие сте платили 40%, меѓутоа државата овие 60% не ни ги има исплатено. Така да, тоа е таа причината која што намалено е осигурувањето. Недовербата помеѓу осигурителните компании и ние како производители на земјоделски производи. Војната во Украина предизвика дополнителни проблеми со увозот на житни култури и вештачки ѓубрива. Зошто господин Стојковски во една сончева земја како што е Македонија, во која што има природни и поволни услови за одгледување на житни култури, имаме недостиг од пченка и пченица? Значи, за жал, ние имаме пример во кој што не требаше како пример да ни служи војната во Украина. Од кога видовме дека војната во Украина веќе постои помеѓу Русија и Украина, причина тие си зна самите, меѓутоа ние веќе не можеме да увезуваме нити зрнести производи од Украина и од Русија, нити обратни, нити вештарски џубрива. Тогаш седнавме и рековме дека ние грешиме. Грешиме со оваа политика, ќе земеме од увоз за да за да имаме пример дали јашмен или пшеница или пченка или по вештарски џубрива. Значи грешката мислам дека е направена, во кое што апелирам и мислам дека сега Министерството за земјоделие доволно води сметка за како да се зголеми производството на пченица, производството на јашмен, на пченка. Имаме сега дополнителни субвенцирања, се со цел да ние земјоделците бидеме помалце оштетени затоа што имаме превисока нафта, превисоки трошоци имаме во сите земјоделски производи. Сега веќе ги добиваме тие субвенции од прилика што ги добиваме, меѓутоа еве уште од сега кажуваме дека за есенската сеидба овие субвенции кои што сега ги добиваме нема да важа затоа што ќе биде мали. Значи, и ставаме на знаење на Министерството за земјоделие да пренеси на владата за есенската сеидба да бидат подготвени да бидат зголемени дополнителните субвенции за есенска сеидба. По започнувањето на руско-украинскиот конфликт, токму во таа насока и владата воведе или донесе интервентен план, според кој сета слободна земјоделска површина им се дава на земјоделците за можност за обработка, за да не се случи да има недостиг од храна. Каков е интересот на земјоделците за оваа мерка и дали мислите дека со истата ќе се намали таа увозна зависност на земјава од житни култури? Значи, апсолутно, Република Македонија има доволно сончеви денови, има доволно земја во која што ние, ако плански произведуваме се она што ни е потребно за целосна подготовка, за целосна, мислам, килограми пченица, килограми јашмен или пченка, имаме услови тоа да го направиме. Со објавувањето на тендерите од страна на Министерството за земјоделие, поддржано нормално од владата, мислам дека ќе дојдеме до тоа решение да имаме целоста наша храна. Можда не може тоа да се случи во 24 сати. Меѓутоа битно политиката која што моментално се води на самата држава, преку Министерство за земјоделие за нас земјоделците, мислам дека ќе дојдеме до она што треба да дојдеме. Алтернативни пазари се бара, добро е што дојде вештарско џубриво, во овај момент имаме доволно, и тоа е со превисока цена.
ние немаме немаме толкави средства за да можеме да ги набавиме тие средства за да имаме нормален приход од она што како посев ќе го имаме, пример како дали се не се рекол за сите земјоделски производи. Покрај овие субвенции, владата најави и мерки за поддршка за набавка на опрема за производство на тутун. Постојано има јавни повици за набавка на трактор, силоси, мандри и така натаму. Колку е тешко еден просечен земјоделец да стане корисник на ваков тип на помош? Ќе морам сега малце да се осланам на тутунопроизводството. Значи, полека тутунопроизводството нас ни се намалува. Причина за намалување на тутунопроизводството во Република Македонија не треба ние секогаш да го гледаме кај субвенциите. Нормално треба да видиме ние дали имаме реален однос од купувач и тутунопроизводител. Таа ситуација, тие кооперански односи, мислам дека не се на завидно ниво помеѓу кооперантот од една страна и од купувача на тутун, уствари тие 7-8 откупувачи кои што се регистрирани во Република Македонија за да врша на откуп. Исплатата на тутун секогаш е нормална, реална, меѓутоа во даден момент не важи правилото за проценка на тутун, она кое што е истакнато на секоја откупна вага. И тука се губи една доверба помеѓу производителот и откупувачот, така да можда дел од тутунопроизводителите ќе се преориентира на други производства во земјоделието. Не мора да биде баш зависен од тутуно, како што има многу случаеви со денес што ги имаме. Со најновите измени на Законот за земјоделство и рурален развој, двојно се зголеми субвенционирањето на така наречената зелена нафта. Што значи тоа за вас во услови на енергетска криза, кога гледаме дека секојдневно поскапуваат цените на енергенсите? Се што е во интерес на земјоделците, така и зелената нафта, е добро и е добре дојдена. Меѓутоа мора владата на Република Македонија, Министерството за земјоделие, да го прати тој тренд на зголемување на цените, за зголемување на живото, така да ако денеска е пример зелената нафта по хектар толку, утре може треба да биде повеќе. Ние имаме план, не план, него имаме веќе изготвено програма во која што ќе сакаме да му докажеме на Министерството за земјоделие дека треба да имаме повеќе зелена нафта него што е денеска. Нормално, ние ќе се обратиме до Министерството за земјоделие, затоа што тој е наш представник, господинот министер Љупчо Николевски е само наш представник во владата. И значи ние ќе се обратиме до Министерството за земјоделие. Министерството за земјоделие е должно да го препрати тој документ кој што ние ќе го насочиме за зголемување на зелената нафта. Експертите предупредуваат дека климатските промени ќе влијаат врз родот на земјоделските култури, тоа и го гледаме од година во година. Гледате ли вие потреба од итни мерки со кои што можат да се намалат штетните последици од климатските промени врз земјоделството? Република Македонија има доволно количини на подземни води. Ако треба ние да имаме производство, тогаш треба самата држава да се заложи за изнаоѓање решение за тие подземни води да ги ставиме во функција. Тоа значи дека ќе треба да има бунари, одлука да имат самата држава на секаде кај што нема наводнување да има бунари. Пошто знаеме секаде низ цела Македонија имаме ние подземни води, така да мислам спас само тоа јас го гледам за моментално за климатските промени кои што се случуваат. Ви благодарам за разговорот. Да, во ред, јас ви благодарам вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за една недела.